Пред владата е Јана Јосиповска. Јана, соопштени беа повеќе детали за посетите на семејствата на повредените, а најавена и финансиска поддршка. Ајде нешто повеќе за ова. Да, состојбата со повредените од стравичниот пожар во дискотеката во Кочани се подобрува, но далеку сме од состојба на опуштање. Ова го изјави првиот човек на Фондот за здравство Кликовски на денешната прес-конференција, каде што надлежните институции даваат постојано нови информации секојдневно околу состојбата на повредените лица кои што се лекуваат и во земјава и во странство. Кликовски соопшти дека иако од вкупниот број на повредени, најголемиот дел од нив им се подобрува здравствената состојба, се уште има 5-6 критични случаи и затоа, како што рече, допрва предстои тешка борба, меѓутоа напомена дека сите надлежни институции и здравствените работници нема да се откажат од тоа. Консултирани се и матичните лекари кои што, како што посочи Кликовски, многу помагаат во целиот процес, а исто така тимови со медицински лица и доктори и од Британија и од Израел многу помагаат во целиот овој процес. Кликовски исто така напомена, односно ги отфрли како невистините сите информации кои што кружат на социјалните мрежи, дека државата нема да ги покрива сите трошоци на семејствата на оние повредени кои што се лекуваат во странство. Со слична порака денеска и директорот на СОЗР Томовски, кој што посочи дека државата ќе ги покрие сите трошоци и за сместување на семејствата на повредените во странство, секако и посочи дека ќе им биде исплатена на сите семејства помош од 150.000 денари. Во продолжение ги слушаме овие изјави. Состојбата се подобрува, меѓутоа далеку сме од моментот на опуштање. Веќе се 5 до 6 критични случаи, меѓутоа зошто не треба да биде момент на опуштање? Како се намалува ризикот од акутните изгореници и респираторни повреди, почнува да расте ризикот од инфекции. Лекувањето на сите наши повредени во странство, сите 115 е на сметка на државата Македонија или на сметка на државите кои ги преземаат. Значи, има 100% покриеност на болничкото лекување и било какви други информации не се информации, туку се дезинформации. Сите трошоци поврзани со патувањето, сместувањето и секојдневните потреби ќе бидат целосно покриени од страна на државата. До сега 188 лица се згрижени и сместени. Свесни сме дека оваа трагедија носи неочекувани финансиски тешкоти. Затоа, како институции, вклучени во овој процес, донесовме одлука за секој настрадан да му биде исплатена сума од 150.000 денари како итна финансиска помош за покривање на почетните и секојдневни трошоци. Оваа помош ќе се реализира преку Црвениот крст на Република Македонија. Јана, претходно пресконференција имаше и шефот на дипломатијата Тимчо Муцунски, кој исто така информираше за лицата кои се лекуваат во странство. Дали се знае кога ќе почне враќањето на првите пациенти во земјава? Да. Од идната недела Борче, според она што го најави шефот на дипломатијата, тој денеска кажа дека и во МНР ќе има координативен состанок секако со сите надлежни да почнат оние протоколи за враќање на лицата, на првите лица кои што се во подобра здравствена состојба, како што рече. Надлежните институции прават план како сето тоа да се реализира, со оглед на тоа што освен транспортот секако ќе бидат потребни и медицински лица. Станува збор, се разбира, за сензитивни случаи. Исто така, Муцунски на денешната пресконференција напомена дека од вкупно 116 пациенти кои што се хоспитализирани во 14 држави, за 38 лица медицинската грижа е фактички обезбедена преку механизмот за цивилна заштита од Европската унија, додека за останатите во директна билатерална соработка, и тој потенцираше дека лекувањето и сите трошоци ги покрива нашата држава, меѓутоа и оние држави каде што моментално се сместени повредените. Слушаме изјавата на Муцунски. Добиваме информации дека дел од пациентите веќе следната недела ќе бидат во здравствена состојба, која што ќе значи дека може тие да се вратат во државата. Но ние седнуваме заедно со кризниот штаб во Министерството за здравство
бидејќи иако најчесто репатриацијата е целосна обврска на Министерството за надворешни работи, сега имаме специфична состојба каде што најголем дел од лицата на кои што ќе им се врши репатриација, исклучувајќи ги тука семејствата, но тие кои што биле повредени се лица со кои што со голема веројатност ќе им треба и некоја дополнителна медицинска нега по пристигнувањето во државата. Така да ние седнуваме веќе од денес и размислуваме и логистички, и технички, тимски, со представници на кабинетот на премиерот, со представници на службата за општи и заеднички работи и секако ние Министерството за здравство како две клучни институции, да не дозволиме да има било каков недостаток кој што ќе им создаде дополнителна травма или стрес на овие фамилии. Да, за крај само да кажам дека владината портпаролка Марија Митева исто така информираше во однос на оние засилени контроли кои што ги спроведуваат и Државниот пазарен инспекторат заедно со МВР, проверка на сите угостителски објекти околу лиценците и потребната документација и исполнувањето на минимум техничките услови. Вчерашните контроли, како што посочи, затвориле фактички 2 угостителски објекти во Скопје заради непочитување на одлуката на владата за деновите на жалост, односно според нашите информации тамо во тие објекти била пуштена музика спротивно секако на деновите на жалост. Исто така Митева најави дека подоцна ќе има и повеќе детали околу инспекциите за лиценците и техничките услови, но како што посочи активно се работи на терен. Тоа се сите информации моментално од владата. Целосен извештај секако најавувам за вестите во 18 часот.